Улиците и тротоарите се преполни со прав, земјата која се отстранува од поплавените подрачја сега се наталожува низ тетовските населби. Поради топлото време и калта која донесе реката Пена по големото невреме се претвори во прав кој е насекаде низ градот. При мал ветер концентрацијата на правта е најголема во зоната на дишење. Тоа може да предизвика сериозни заболувања, затоа што прашината потекнува и од фекалии кои се излеа по силниот дожд што го зафати градот, велат експертите. Апелира што поскоро да се исчистат јавните површини. Прашината која може да биде и од органско и од неорганско потекло во себе содржи доста патогени, бактерии, вируси, гливици, па и доста алергени. Очекувано е да имаме пораст на вирусни заболувања, алергични заболувања, не само кај овие кои што се од астми, болни од плучни заболувања, туку и кај општо населението. И од Институтот за јавно здравје повидот на терен констатираа дека има ризици од појава на заразни болести. Се апелира граѓаните да ги избегнуваат местата каде фекалите од канализацијата се излезени, да не пијат вода од непроверени извори и да внимаваат со каква вода ја подготвуваат храната. Здравствените работници моментално се на терен и во секоја куќа погодена од поплавата вршат дезинфекција. За сега нема регистрирано појава на сериозни заразни заболувања. Во меѓувреме по Дорнатините во Шипковици и натаму се бара и чезнатото 6-годишно девојче Рина Амети, чиј 2-годишен брат загина при слечиште на земја. Сега патишата од страна се чистат, односно делот кај што се уште се трага по исчезнатото девојче и од десна страна на патот делот што го врзува горниот со долниот дел од селото. Истовремено паралелно се работи на тоа да се отстранат некои дефекти што се случило со водоводниот систем, бидејќи сред село е пукната цевката и во таа насока во моментов се работи да може да се спојуваат цевките. Проблемот со водоснабдувањето не е решен и во Голема Речица, каде се работи на отстранување на дефект во водоводната мрежа. Магистралниот пат Тетово Јажинци денеска не е проведен за сообраќај, каде Поройска река по големото невреме целосно го затрупа овој пат. Две сообраќајки со вкупно 4 повредени лица се случиле во Тетовско во текот на вчерашниот ден, информираше денеска портпаролот на СВР Тетово Маријан Јосифовски. Во несреќата што околу 17 часот и 30 минути се случила на локалниот пат во Желино, 5-годишно девојче од селото било удрено од моторцикл што го управувал 24-годишник од истото село. При тоа девојчето се здобило со скршеница на десната нога и веднаш било префрлено во Тетовската клиничка болница, каде по укажаната помош било задржано за натамошно лекување. Полицијата извршила увид и се работи на утврдување на сите околности околу несреќата, а според првичните податоци причина за сообраќајката е невнимателно преминување на патот од страна на девојчето, рече Јосифовски. Другата сообраќајка се случила околу 13 часот и 30 минути на регионалниот пат Тетово Боговиње во село Пирок и во неа учествувале 3 возила. Според податоците на Јосифовски се удриле Мерцедес со швајцарски регистерски таблици, управувано 37 годишник од Долно Палчиште, Форд Фиеста со тетовски регистерски таблички управувано 30 годишен жител на Милетино и Мерцедес со тетовски регистерски таблички управувано 62 годишник од Долно Палчиште. Во несреќата возачите на Фордот и Мерцедесот со тетовски таблички, како и 34 годишна сопатничка од Фордот се здобиле со телесни повреди и веднаш биле префрлени во Тетовската клиничка болница, од каде по укажаната помош на лекување бил задржан само возачот на Мерцедесот. Полицијата извршила увид и според првичните податоци причина за сообраќајката е недржење страна, додека вкупната материјална штета се проценува на околу 150.000 денари, рече Јосифовски. Рем Шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг центар.
Во акција на полицијата во угостителски објект во гостиварско Чегране биле пронајдени албански државјанки кои не поседувале документи за идентификација. Објектот е времено затворен, а се работи на целосно расветлување на случајот. Според МВР, ноќеска 1 час по полнок, полициски и екипи од УЈП извршиле контрола и претрес во кафеана во Чегране. При врачувањето на наредбата за претрес, сопственикот на објектот вербално нападнал еден од инспекторите и сакал физички да се пресмета, пошто избегал од местото. Во кафеаната биле пронајдени 8 државјанки на Албанија, од кои 6 немале документи за идентификација. Девојките биле на возраст од 21 до 33 години и кажале дека се ангажирани како пејачки и танчерки. Тие биле приведени во полициската станица во Гостивар. По 3 часа братот на сопственикот дошол во станицата и ги донел патните исправи на приведените. Од полицијата соопштуваат дека во моментот на приведувањето пасошите не биле во нивно владение. Објектот со решение на УЈП е затворен на 30 дена. Одбележена 14 годишнината од загинувањето на бранителот Душко Синодиновски од село Ратај, кој го загуби животот во војните дејствија во 2001 година. По тој повод на неговото вечно почивалиште, букети свежи цвеќиња положија семејства на загинати бранители од Борот на бранители. На одбележувањето присутните со едноминутно молчење му дадоа почит на Синодиновски. Почитувани, од името на Одборот на бранители на Република Македонија би искористил оваа прилика да ги поздравам сите присутни кои денес се тука. Посебен поздрав сакам да упатам до членовите на семејството на нашиот бранител Душко Синодиновски. Чинам дека овој момент ги делиме истите идентично испреплетени емоции кои тешко можат да се преточат во зборови. Да се поклониме на местото на неговото вечно почивалиште, бидејќи еден од оние кои несебично го дадоа својот живот во 2001 година за нашето подобро денес. На овој простор кој важеше за ризичен за време на војната 2001 година, тој храбро застана на висина на својата задача во одбрана на најсветото, Република Македонија. Наша непоколеблива обврска е да го живееме споменот за него, затоа што тој тоа го заслужил со самото тоа што на олтарот на татковината го положи несебично својот живот. Драг пријателе, ние сме тука да се поклониме пред твојата храбра одлука, да застанеш на страната на најверните граѓани на Македонија. Покрај храброста и одлучноста да бидеш бранител на слободата, ти пред се беше голем човек, со преголемо срце. Таа големина ти ја покажуваше кон секоја личност, со својата блага насмевка и несебично подадена рака. Загубата е преголема, но ние сме ти благодарни за секоја твоја заложба, за нашата подобра иднина и за тоа што ние сме сега тука во мир, дојдени да ја чествуваме нашата гордост. За крај, сакам да знаеш дека споменот на тебе и твоите дела вечно ќе живее со нас, со нашите поколенија, затоа што историјата ниту треба, ниту смее да се заборави. А за јунаците наши и да не зборувам. Сите вие сте секогаш тука со нас. Во нашите срца живеете вечно. Вие сте историја. Секој наш бранител е звезда на нашето македонско небо, која вечно ќе сјае. Почивај во мир, драг пријателе, нека ти е вечна слава. Во присуство на бројни верници и посетители од Гостивар, Тетово, Скопје и други места, денес беше осветен новоизградениот манастир Света Петка во селото Бродец. Со чинот на осветувањето чиноначалствуваше митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф.
Молите всяко Господу, помиловати вся душа наша. Слава Тебе, Христе Боже, Се осветуваат овие фрески со овој свет Ели, во името на Отецот Амин, и Синот Амин, и Светиот Дух Амин. Се осветуваат овие фрески со овој свет Ели, во името на Отецот Амин, и Синот Амин, и Светиот Дух Амин. Драги браќи и сестри, добро се најдовме во овој радосен момент и на овој радосен чин на ово осветување на ова прекрасна црквичка посветена на Светата Петка. Храмот и црквата се места каде што ние се собираме на молитва. Тие се места каде што се собираме и за радосните, и за тажните моменти да му принесеме молитва на Бога. Овдека се нашите почетоци во црквата, но и нашиот крај е во црквата. Со самото наше крштение ние влегуваме во црквата, значи не крштева и тука се првите молитви принесени за нас. Секогаш храмот е наша духовна матица каде што духовно не храни. Господ Бог да ги благослови сите оние ктитори, дарители, украсители кои што го помогнаа ова дело, без разлика од самиот почеток, од иницијативниот одбор па до денешниот одбор кој што го изградија ова црквиче на ова прекрасно живописно место. Навистина се гледа дека е голем труд вложен, бидејќи да се дојде довдека до Бродец, навистина треба и да се помине пат и да се донесат материјали за да се изгради сето ова. Но знаете дека вашиот труд ќе биде награден по благослов Божи и Бог во Царството Небесно ќе даде својата награда. Господ Бог да ме благослови, да се гледаме порадосни, побројни и да се собираме овдека за молитва. За новогодина честито и благословено да биде. Од црковниот одбор на манастирот се презадоволни што успеале да ја реализираат идејата да го издигнат црковниот храм во недопрената природа на Бродец. Председателот на одборот Славко Гиновски не ја криеше возбудата што му ја донесе денешниот ден, за кој рече дека е голема радост за сите жители што потекнуваат од овој крај. Истото мислење го дели и председателот на местната заедница на Бродец, Јордан Софрониевски. Јас сум си пресреќен што досе што постигнеме до свој успех. Благодарност до донаторите, до сите верници што ни помогна да се изгради овој убав храм. Голема благодарност и до дедо владика господинот Јосиф што ќе ни угости, што ќе дојде. Благодарност и до вас што дојдовте денес овде. Ова манастирот датират од 6 век, светата вода овде. Овде постоеше изградено беше 64 година, но поради лошата состојба не беше добра градба, испука и решиме тој објект да изрушиме, да остане водата на истото место и изградиме нов манастир од темелно што се тоа. Денот манастир го слави за Балаклија. Тоа е Балаклија Источен петок, после Велиден. Овде имат собир, исто доста народ се собират и за здравје, за среќа, за тоа работа. За нас и за моето семејство ова е голем чин, затоа што успеавме да направиме нешто заеднички со големи напори да направиме нешто што навистина беше незамисливо и невозможно. Овој простор е условите се многу тешки да се нешто вакво направи. Прво и основно е што немаше пристапен пат. Некаде 2010 година покренавме иницијатива да се отвори пристапен пат и така да постепено се створија услови да се донесат материјали, да се реализира оваа идеја што е одамна ние ја посакуваме и мислам дека ни се оствари овој сон што навистина се гледа од самиот објект што е направен. Ова е голема благодарност на иницијативата и упорноста на црковниот одбор кој заеднички не штедејќи се сами себе си и сите членови заедно и со селаните, донаторите, околните села, фирми кои што ни помогна да ние реализираме овој проект што ние денеска го гледаме на овој убав ден да го осветиме.
Манастирот Света Петка е изграден до извори на вода за кои се верува дека се лековити. Децении наназад тука иделе верници да се измијат и напијат од водата. Верувале дека водата и молитвата ќе им помогнат да се избават од болести. И денес посетителите полнеа и пиеа од лековитата чешма. Луѓево, како прво, ти што доаѓаш, ако имат верба во Бога, ако веруваш, Господ помага. На доста луѓе што им помогнала светата вода, кои деца што иделе, што не збореле, прозборувале, ред други работи. Значи, пак ја викам дека верба голем кој што имаш во Господа, значи помогат. Овде доаѓаат без разлика, вера испод, доаѓаат доста и албанци, турци, македонци, роми, значи овде за секој и посетени од сите верници и плюс овде е отворено. Се, значи, слободно се, не може да биде заклучено, се слободно може да се лезе да си запали свечи, се моли за доброто. Гостиварецот Андреа Михајловски на денешното осветување на манастирот се присети на едно свое претходно доаѓање овде пред изградбата на храмот. Пред 2 години со Прота Боѓа сме дојдени на слава во селото и многу добро бевме пречекани од мештаните и ја креват чашата со ракија газдата и викат ајде да се чукнеме, а јас му викам чекај за момент. Она е жалосно, реков, оној објект, онамо што пропаѓат, да правиме што да правиме, да го обновиме и да го направиме. Жените и он сам викат дека немаме средства. Ја му викам, Господ ќе дајат, за средства немој да спомињате. Само едно ќе ви кажам. Вие мештаните почните да работите, ќе се најдат луѓе кои ќе дадат. Еве го објектот на дело, благодарение на Славко, на Јорден, на мештаните, што се потрудија да одат да тражат средства, се викат. Новоизградениот манастир Света Петка се наоѓа на 7 километри од мостот кај Трница, а на околу 3 километри од центарот на Бродец, село со богати шумски предели и планински извори. Селото Бродец се наоѓа на 1450 надморска висина и е едно од најстарите села во регионот, бар према предањата што кажуваат, према податоците од турскиот архив, негде половината на 14 век се забележани се и даношни обврзници, jer друга историја и не постои. Према тоа е некој аргумент дека селото датира од поодамна. Селото броело некаде во најголем подем било некаде околу 17 век. Достигнало до 96 фамилии. Така да постепено со иселувањето селото се намалило и сега за сега негде околу 10 на фамилии се кои што почесто го посетуваат и имаат своји домови и нивната носталгија на тие жители ги тера секоја година да доваѓаат да го посетат селото, да го посетат регионот. Митрополитот господин Јосиф ја благослови заедничката трпеза што ја подготвија домакините, а празнувањето се заокружи весело со песни и ора. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност. Попладне се услови за локален развој на нестабилност со краткотраен пороен дожд и грмежи. Утринската температура се движеше од 14 до 21, а дневната од 27 до 34 степени. УВ индексот изнесуваше 8.
За утре метеоролозите прогнозираат сончево и топло време со умерена облачност. Попладне на повеќе места ќе има развојна нестабилна облачност со локален пороен дожд и грмежи, особено во планинските подрачја. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Утринската температура ќе се движи од 15 до 22, а дневната од 28 до 35 степени. УВ индексот ќе изнесува 8.